Одраз, месечен подкаст со едно прашање разгледано од повеќе аспекти и еден заклучок. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». Стануваме наутро. Уште поспани во пижами и папучи, полурасонети, скоро механички го притискаме копчето на бокалот за загревање на вода или од ринглата со гезвето со вода за кафе. Го исклучуваме бойлерот кој работел преку вечерта на ефтина струја за да имаме топла вода преку денот. Вклучуваме грејење доколку не сме во објект приклучен на централниот градски систем за парно грејење. Полниме чаша со вода, вадиме овош од фрижидерот или млеко. Или разни производи за да се склопиме сендвич кој ќе го доручкуваме на работа. Вклучуваме компјутер или го ставаме телефонот на полнење за да има полна батерија за на работа. Се облекуваме со торбата на рамо, го повикуваме лифтот и додека ве спушта надолу по катовите во осветлената кабина пред огледалото си ја подместуваме косата и облеката. И сето тоа така по навик, што би се кажало со полуавтоматизирани движења и во еден дел подсвесно. Но во најголем дел несвесно дека нашите ситни движења и мали навики од првото отворање на очите во денот паралелно ги следат движења на 100 километри од нас. Тие на гигантските машини за копање, на работници кои чистат ленти со лопати, на големи камиони со тркала колку куќа, кои пренесуваат јаглен од рудниците кон уште поголемите печки на нашата најголема термоцентрала Рек Битола. Во овие печки јагленот гори и ја развива температурата, од која потоа се произведува струјата, која потоа преку далноводите тече низ електромрежата за да стигне до секој наш штекер. За притискањето на секое копче, секој утро да има смисла, да ни донесе некаква услуга на која веќе сме и навикнати. Вода, телефон, кафе, грејење, лифт, компјутер, телевизор, подготвена храна. Струјата е тука, но од централата тука е и загадувањето од горењето на јагленот, кој пак е највалканото фосилно гориво. Има денови кога дури 2/3 од струјата која ја користиме доаѓа од оваа електрана. Во извештаите на меѓународната мрежа Bankwatch, чиј член е и Центарот за истражување и информирање за животната средина Екосвест, со години се покажува кон Рек Битола како на една од највалканите електрани во Европа, заедно со уште неколку слични во соседните земји, се разбира. Во последниот извештај насловен "Усогласи или затвори" се вели дека во 2023 година загадувањето со сулфур диоксид било 5,7 пати над дозволеното од овие централи. Само Рек Битола од нивните блокови испуштила 10 пати повеќе сулфур диоксид од нивните поединични плафони. И токму тоа ни е темата во овој подкаст во кој со Елена Николовска од Екосвест и професорот на Техничкиот факултет во Битола Игор Андреевски разговаравме за тоа дали Рек Битола може да се усогласи и дали можеме да си дозволиме да се затвори поради децениското огромно загадување. До кога треба да го правиме изборот енергија или почиста средина? И дали кога е во прашање оваа електрана, некогаш ќе можеме да ги добиеме и двете истовремено? Прво, значи, е најголемиот електроенергетски капацитет во земјата. Меѓутоа, за жал, е многу стар електроенергетски капацитет, застарена, користи застарена технологија, нели на лигнит, која многу загадува и е штетна за човековото здравје. Тоа значи дека векот и поминува и со тек на време се повеќе и одминува и гледаме дека цело време имаме испад на едниот блок, на другиот блок и речиси да нема период кога работат сите три блока во исто време, туку секогаш работи само еден блок од Рек Битола, тоа значи дека земјата многу се подпира на увоз на електрична енергија. Но дали можеме да си дозволиме да бидеме без неа? За сега не е можно, туку ќе биде крајно критично и штетно, значи да повеќе сегменти, значи за нашата држава, ако ги исклучиме, па гледате само со еден блок имаме проблема, камоли пак да исклучиме трите блокови. За жал, бидејќи потребата за нови капацитети не ни исполнета, ги немаме, би било лошо да ги исклучиме. За жал, исто така би било ако ги исклучиме, ако можеме да го намалиме загадувањето, како во овој регион кај нас во Битола, така и во околината, да речем. А за среќа не е добро да ги исклучиме, бидејќи ќе бидеме енергетски зависни. Енергијата од увоз, енергијата секој пат може би нема да има да се набави во одреден момент кој ќе има критични периоди, значи временски услови во зима, ниски температури, недостаток на пазарот и така натаму, а покачувањето на цената на електричната енергија, знаете, влијае како домино ефект, не врз сите цени, врз се и прехранбени производи и други цени на нештата, така да сето тоа ќе удри врз джепот на самите, да речем, жители на нашата држава. Професорот Андреевски потенцира дека енергетиката е еден од столбовите на државата и ја потенцира важноста за државата да има сопствено производство, затоа што тоа зависи и колку таа ќе биде независна во своите политики или па изложена на шокови и услови од надвор. Колку енергетиката важна,
односно колку е важната енергетска инфраструктура и објекти, може да видиме и актуелно по овие војни што се случуваат моментално, значи во светски рамки. Гледате дека едната страна му е напаѓа енергетската инфраструктура на другата и обратно, се со цел да направи ранлива и подложна на дворешни влијанија од секаков облик. Значи ние не сме воопшто различни од она што се случува во светот. И во тој поглед секој капацитет кај нас во Македонија е важен. Кај нас е, да речам, и во Македонија, меѓутоа и во светот. Многу важно да секој енергетски систем почива на капацитети што произведуваат базна електрична енергија. Тоа не е воопшто различно и кај нас. Ние за сега генерално немаме соодветна замена или решение кон кое ќе се стремиме и работиме на истото, за да го замениме базичното производство кој што го имаат термоелектраните Битола 1, 2 и 3 со некое друго. Очигледно дека она што често во јавноста минатите години се толкуваше како процеси и стратегии за затворање на оваа електрана е многу неверојатно се случи. Николовска ми исправа дека соодветниот термин за ова би бил трансформација. Дури и стратешките документи на државата, како стратегијата за енергетика, го гледаат ова и со оглед на сите меѓународни ратификувани договори и договори со заедници, како Европската енергетската заедница, се предвидува постепено, значи не затварање, туку постепено, етапно трансформирање на рек Битола во електроенергетски капацитет на обновливи извори на енергија. Има многу убави проекти кои се опишани, тоа се 10 проекти кои се опишани во документ кој се вика Патока за праведна транзиција, кој е донесен во 2022, за кој би требало да се најдат финансиски средства. Значи, возможно, носителите на одлуки, властите, веќе го виделе тоа, дека треба да се направи, не е дали може и дали е изводливо, туку дека е нешто што мора да го направиме, меѓутоа е нешто што требало да започне кога се донела енергетската стратегија во 2019 и сега веќе требало да бидеме некаде на пола пат. Станува збор за многу пари, значи има неколку претпоставки, има од страна на оние кои ги изработува овие стратешки документи. Знаеме дека сега иницијалната каписла се $80 милиони кои стигнаа нели од банките, конкретно од ова што беше климатски инвестициски фонд. Меѓутоа овие треба да служат само како иницијална каписла, односно да се исфинансираат само оние кои се најзрели проекти, што ќе значат започнување на енергетската трансформација. И тука имаме и инвестициски план за праведна транзиција исто така, кој што се повикува на патоказот за праведна транзиција и кој што би требало идеално да започнат со финансирање на оние проекти кои ќе ги изберат како приоритетни локалните заедници во Битолскиот регион, бидејќи Битолскиот регион ќе биде најмногу погоден со енергетската трансформација. Елена посочува дека се работат физибилити студии за 2 фотоволтаични електрани на подрачјето на големите рудници, но и дека јасен е впечатокот дека наспроти приватниот сектор во кој во последните години се случува бум во изградбата на соларни централи, државата бавно фаќа чекор со ова. Андреевски набруве и други варијанти за тоа како државата да ја добие потребната базна енергија. Така, има во стратегијата суштински насоки, тие се обновуваат стратегии на некои, да речем, годишни периоди, двогодишни периоди, и во нив има различни решенија. Се нудат когенеративни централи на газ, нови електрани на јаглен, меѓутоа изработени како што треба, значи со сите механизми заштитни и така натаму, на високо квалитетен јаглен, нуклеарна електрана, дали од класичен тип, дали од модуларен тип и така натаму. Обновливите извори кои што секојдневно се градат и кај нас, со одредени капацитети, не го решаваат проблемот на базно производство на енергија во нашата држава, значи. Тоа е се така до моментот дека не ги поврзиме нив со нешто друго. Нешто друго беше, например, проектот Чебрен како пумпна акумулациона хидроелектрана, односно еден вид на голем склад на енергија во форма на вода, потенцијална енергија, кинетичка енергија. А таа би била енергија добиена од сончевите и ветерните електрани кои би се граделе во подрачја каде што има потенцијал за ветер, потенцијал за сонце. За среќа во Македонија, значи имаме потенцијал за сонце, меѓутоа сонцето го нема во текот на денот цело време, во цело денонокие, а исто така и во текот на годината. Значи ние патиме од енергија во зимски периоди, кога сончевото зрачење помало во односно на во летни периоди. Сепак ние за сега остануваме на оно што го имаме, еден капацитет кој што е стварно во лоша кондиција, старе, меѓутоа ние за сега немаме решение некој што можеме да го замениме тој капацитет во овој момент. А нити во догледните 2-3 години наредни нема такво нешто. Но имајќи предвид дека во Македонија постоечките рудници на јаглен веќе се при крај, се поставува прашањето уште колку таа електрана може да проложи како и досега. Ако ги погледнете рудниците на сателитските мапи, например на Google Earth,
Тоа се подрачја кои се толку изобличени од копање што личат на некакви пространства како од друга планета, а џиновските багери на површината изгледаат како на чудни вонземски видови кои крстосуваат оваа сива површина. Затоа се увезува и јаглен од странство, кој освен што загадува е и од поинаков квалитет од домашниот, па создава и наслаги на опремата, чие чистење исто така е скапо и трае. На прашањето кон што би можело да транзитира една таква централа, професорот Андреевски посочува дека незината опрема е многу стара, а треба да се внимава и на она што претходно го спомнавме како праведна енергетска транзиција. Генерално, како инфраструктура во рек Битола, во Т1 и 2 и 3 Битола, може да се искористат некои делови од инфраструктурата, меѓутоа, ако земеме во предвид дека имаше некои планови за градење на гасни когенеративни централи во Македонија, едно од нив требаше да биде изградени во кругот на самата централа Т Битола. Генерално, самите гасни централи имаат многу сосема различен концепт на функционирање. Значи, она што може да го искористат од самите термоелектрани постоечки, евентуално некој дел од инфраструктурата кој што е заеднички во принцип ладилни кули, оџаци и така натаму, меѓутоа се останато би требало да биде заменето, односно да биде доведено еден пакет нов на една гасна електрана доколку се инвестира во неа. Каква и било да се прави трансформација, треба да се направи на подетална техноекономска анализа на сите решенија кои би подразбирали искористување на еден дел од инфраструктурата, а може би изградба на сосема нова инфраструктура, ако подразбира дека она што би значило модифицирање на постојните постројки би било од економски аспект неисплатливо однос на инсталирање на целосна нова инсталација, пример за една гасно когенеративна електрана. Меѓутоа, при сето тоа, значи посебно треба да се земи во предвид да се ублажи економскиот удар кој што би го предизвикало таквото затворање на електраната, без да подлежи на соодветна трансформација или изградба на некој сличен капацитет во нејзина близина за самата Битола и за самиот град и околината. Бидејќи ако Битола и околината биле години наназад под негативно влијание заради загадувањето од самиот рек Битола, а не добивале големи бенефиции за возврат, зборувам како колективни бенефиции некои, да не биде повторно загрозена со неговото затворање, односно да се најде соодветно решение за вработените, локалната економија во градот, преку отворање на нови вакви капацитети, кои што ќе овозможат да економијата локална и населението сепак си го најде своето место и да речам тој удар неизбежно е да не се осети, меѓутоа да биде што е можно повеќе ублажен и да не биде драстичен, да речем, по самиот град и околината. Изминатото време, пропуштените можности од минатото и цената на евентуални сегашни поголеми зафати се исто така важен аспект кога зборуваме и за тоа што може да се направи за да се намали загадувањето на животната средина од оваа електрана, додека да се реши нејзината иднина. Андреевски вели дека додека цела Македонија ужива добрата страна на централата, односно енергијата која таа ја произведува, битолчани покрај работни места добиваат уште еден бонус ефект, но тоа е во форма на повеќе децениско загадување, кој исто така сериозно се одразува на регионот. Практично денеска и термоцентралите постои, значи комерцијално решение за широка употреба само за воделот на намалување на емисиите на стакленички гасови. Додека за другите штетни материи постојат соодветни технологии, но истите чинат, значи се релативно скапи. Во тој поглед постојат решени за намалување на загадувањето предизвикано од нашите термоелектрани, значи Битола 1, 2 и 3. Но ако се земе во предвид нивната старост, колкав е нивниот експлоатационен век, неизвестноста во однос на нивното идноснабдување со јаглен и воопшто на нивната работа во блиска иднина, треба да се направи добра една анализа техноекономска, дали и кои решенија од сите овие претходно споменати би се примениле. Тоа би требало да влезе во склоп на одлуката во кој правец би се движела целата енергетика во Македонија, бидејќи рек е нашиот, да речем, столб моментално. И додека таа одлука не се донесе, не треба се преземаат никакви, да речем, ад-хок чекори решенија, а таа одлука треба да се донесе што поскоро и долгорочно, значи да се почитува. Бидејќи самата енергетика, како што споменав, не трпи импровизации, значи. Она што е 5 години во еден обичен живот, рок, во енергетиката е денес, а она што е 10 години во енергетиката е утре. Значи тие години брзо врват. И сега, ако сакаме да испланираме, да проектираме и да изведиме и да го ставиме во погон некој поголем енергетски објект кој што би произведувал базна енергија, тогаш мора интензивно да се бара и да се решаваат овие проблеми, бидејќи правите решенија бараат на време, значи, да бидат донесени во вистинско време.
И кај екологистите прашањето е дали сега, по сите потрошени години со многу неисполнети планови и ветувања, воопшто вреди да се вложува во надградби на постоечката централа. Прашањето е дали воопшто вреди да заробувате дополнително инвестиции во толку застарена технологија. Гледаме дека цело време, буквално на секој пола месец, ако не и почесто, има испад на некој од блоковите. Тоа е веќе многу застарена технологија, стара е термоелектраната. Треба едноставно да си признаеме дека таа технологија повеќе не вреди да финансираме, да ја одржуваме во живот и дека плановите кои се направени во стратешки плански документи за кои што веќе сме побарале инвестиции од банките и сме ги земале, така имаме веќе 85 милиони долари, тие се веќе земани пари практично од банките, одобрени заемот. Сега ние тие пари треба да почнеме да буткаме енергетската трансформација за да се случи во догледен временски период. Двајцата соговорници се согласуваат дека електраната мора да тргне по патот на трансформацијата што поскоро. Николовска подсетува дека кон тоа голем притисок ќе предизвикаат и новите правила кои ќе наложат дополнителен надоместок за јаглерот, кој пак ќе се одрази на цените на струјата. Сега со новиот закон се планира надоместок за јаглерот. Тој надоместок за јаглерот дополнително ќе стави товар на сметките за струја, претпоставувам, затоа што ќе се оданочува производството на електрична енергија, не само електрична енергија, ама во енергетскиот сектор. Најголем удар ќе биде врз ЕСМ, бидејќи производството на енергија во најголем дел доаѓа од фосилни горива, така? На крајот на криштата се ќе падне на крајниот корисник, така? Товарот ќе падне на крајниот корисник, значи товарот ќе падне на сметките за струја. И ако ги гледаме и сега најавите дека се планира некакво намалување на субвенционирањето на цената на електричната енергија во земјата веќе, за да се направи поисплатливо производството, нели? Дефинитивно мора уште сега да се започне да се спроведуваат овие планирани проекти на иновативни технологии за енергетска трансформација. Бидејќи за 5 години ќе биде веќе доцна. Заклучокот кој можам да го извлечам од нашиот разговор е дека од оваа електрана нема лесно да се решиме. Но има повеќе опции и стратегии со кои може да се смени состојбата во која ако сакаме енергија, треба да си трпиме и загадување. Има и пари што е најважно. Она што уште не го гледаме и што не го видовме во изминатите децении е дали има политичка волја да се тргне во таква долга, но нужна трансформација.